Велам добро утро за мојот колега Вања Вардијан, кој што се наоѓа во Љубљана, се разбира нашиот добар уредник на словенечката телевизија и добар колега со кој се познаваме со години. Вања, добро утро. Добро утро, Сашо. Поздрав од Словенија во Македонија. Вања, за македонската јавност изборите во Словенија морам да кажам дека се некако потурнати во некаков втор колосек, би рекол, бидејќи се ова што се случува во Украина, па би рекол дека и повеќе сме сконцентрирани, се разбира, на изборите во Франција, бидејќи тие на вистина може да ја променат целата европска приказна и така натаму. И не сум сигурен дека моите гледачи утринава и воопшто во Македонија се запознаени во повеќе детали за словенечката ситуација. Те молам, може ли во некакви основни црти кои се главните играчи, не знам, од Маријан Шарец, преку се разбира Јанес Јанча и Фајон, нивните партии, каде ќе биде главниот судир и што се главните очекувања за изборите во недела? Еве така е дека има голем предизборен притисок во Словенија, как што вие не го осетувате. Во вторник, значи пред 2 дена започна предвремено гласање за бирачи и до сега 4% бирачи имаат отидено на предвремено гласање, што значи дека ќе биде голема удележба изборна и што значи дека народ стварно сака промени. Што значи промени? Последни 2 години на власта беше Јанес Јанша, кој ги урна демократски стандарди на Словенија. Еве баш денеска Freedom House оцени дека Словенија има најголемо назадување во демократија во целиот регион. Како покажуваат предизборни анкети или истражувања, дека ќе левица има 55% гласови, а десница 45%. Тоа ќе се види дали стварно така ќе биде, али за сега се покажува дека може да дојде до промена на власта у Словенија. Тоа е интересантно. Главни конкурент на Јанша е партија што се вика Слобода. И тоа нjen председател е бизнисмен Роберт Голоб, кој е ново политичко лице у Словенија, али е лево ориентиран. И интересантно е на друго место у Словенија е партија Левица, која би могла да каже дека е не комунистичка, али доста радикално лева партија, за разлика од македонска левица, таа словенска левица е стварно лева и не е националистичка и колку покажуваат анкети, е веќе пред СД, тоа е значи бивша партија како СДСМ што е кај вас. На десната страна има 2 партии кои можат да влезат у парламент, али тие нема да имаат големо влијание. Значи се очекува дека ќе дојде на промена на власт у Словенија и да кажам народ очекува да Словенија да се врати на демократски, како кажем, стандарди што ги загуби во последни 2 години. Вања, каква беше улогата на ова украинска криза, бидејќи гледаме во последните 2 месеци господинот Јанша прилично, да кажем, рапидно промени некои своји позиции во однос на некакви идеи околу ова конзервативна, националистичка платформа, која што се негува во Европскиот парламент и во самата Европа, па и своите некакви проруски, ајде да речем, криптоставови. Одеднаш стана голем критичар, голем активен поддржувач на Украина и така натаму. Колку има всушност украинската криза влијание врз определбите на словенечките гласачи? Украинска криза нема баш никаква, како да кажем, утицај на тоа што ќе се случи на избори. Јанша беше еден од прв европски лидер со полски и чешки лидер што отиде во Украина, али тоа немаше никакво влијание на тоа какви ќе бидат резултати на избори. Значи, главна тема на избори у Словенија е економија, али пред се демократија.
Каква е словенечката економија? Сите економии во Европа па и во светот се во криза. Во Македонија се разбира дека првите да кажам места на загриженоста на граѓаните се врзани со тие социоекономски прашања. Јас ќе го имам еден од лидерите на синдикатите за кратко во студиото. Синдикатите можат и своји телевизии веќе да отворат бидејќи се толку активни во Македонија што се редовно веќе главни теми по вестите. Каква е ситуацијата во Словенија? Зошто е економијата најважна тема? Што е интересантно, економија е доста добра. За време на COVID Словенија тоа добро го пројде и, на пример, невработеност е најнижа у последни, 4 години. Просечна плата е доста нормална, али се уште проблем е што се покажува дека е голема задолженост. Значи, не знам како да се каже македонски. Да, задолженост, тоа е вистинскиот збор. Големи кредити ги има Словенија и Јанша ги даваше бомбони, да кажам, значи 150 евра на овие упокоенци, не знам да се сетам како се кажува, на старите им да по 150 евра пред избори, така дека не на некој начин е економија окей, али не се знае како ќе биде заради голема задолженоста, али што реков, главна тема на крај на краиштата е демократија, а народот Словенија е навикната од демократија. Имаме уште една минута, Вања, да те прашам, зошто се словенците незадоволни со состојбата на демократијата? Ајде и тоа малку, бидејќи ти велиш дека е главна тема, а ние добиваме, да кажем, ретко анализи, можности да ги чуеме ставовите за тоа зашто всушност демократски се расправа Словенија. Да, па владата на Јанша систематски пробаше да ги уништува институции, сите од судство до надзорни органи, до РТВ Словенија или прес-агенција државна. Тоа, али на среќа у Словенија се институции толку јаки дека некако успеле да се одбранат, али се гледаше дека е напад на тие институции таков дека народ беше секој петок на улици заради тоа. Вања Вардјан, благодарам многу за овој утрински брифинг. Јас ќе те побарам негде при крајот идната недела, кој ќе се сталожат сите изборни резултати, да си направиме повторен муабет за нашите гледачи за тоа што може сега да се заклучи после словенечките избори кои што ќе се одржат во недела. Вања Вардјан од Љубљана, благодарам за ова утринско вклучување.